Охриѓани со поделени мислења околу тоа дали за великденските празници треба да се забрани влез на жителите од други општини во туристички Охрид, барање кое што кризниот штаб на општината го достави до владата. Не би рекла. Таа слободата му е одземиш на човекот. Кој сака ќе излезе, кој не сака си седи дома. Не знам, неисправно. Би било, не знам. Предлог Гледано, толку ништо не е страшно. предлог на општина Охрид заради ширење на вирусот. Колку што гледаме на телевизија нешто, мало па умрел овој, па станал овој. Никој да не доаѓа. Ни еден. Зошто? Затоа што ќе донесет вирус. Да, се слагам со тоа, прва лига е. Точно така е. Зошто? Па ево какво е времето и мораме да се пазиме. Ве молам, друго ништо. И среќни празници и ова што побрзо да се мафни. Така, чао. Не само Охрид и останатите градови. Ситуација која што да си е помирна и за нас и за тие што ќе дојдат, ако дојдат. Мада нашиот човек ќе најде начин како да дојде, не е проблем. Би требало да е отворено. Може да се контролира тоа се со добра организација. Затоа што нема никаков ефект да затвориш во карантина еден цел град. За епидемиологот Караџовски, барањето на охридскиот градоначалник да се оневозможи посета на Охрид, каде има голем број викенд станови и куки, чии собственици празнично доаѓаат, било нехумано и епидемиолошки неиздржано. Рече, за полесно да спиете, рачунајте дека во цела држава има ковид. Затварање во својата љуштура, односно во своето гето, кое што велиме ќе се вика затворено за останатите жители на државата, прво не е коректно, второ, тие луѓе плаќаат порез на општината каде што вие живеете, односно каде што градоначалникот собира пари од тие луѓе од даноците. Трето, добивате помош или добива помош општината од државата. Караџовски го навлече гневот на охриѓани. Докторе, држи се до струката, за друго абер немаш. Дали не е ваша препорака да седиме дома во своите микролјуштури? Дали не е ваша препорака да не патуваме освен ако не мораме заради неодложни работи? Дали патувањето во друг град и за викенд е неодложна работа? И охриѓани кои ги исплукавте плаќаат данокот кој вие и вашите колеги земате плата. Данок плаќаат и собствениците на кафетериите и рестораните, па не смеат да ги користат по ваша препорака. Зошто тогаш не скокавте како див петел? Ова се дел од коментарите на социјалните мрежи. Инаку после 61 часовна забрана за движење, убавото време за прошетка го искористија, но не само охриѓани. Од Прилеп сум. Кого сте овде каде? Со другарче сум. И каде ќе одите? Да, видиме низерото, шетниме малцем. Малце на една прошетка кратка. Да вообичаено, како и секој ден, се придржуваме до мерки и така. Повеќето од дуќаните во Охридската чаршија се затворени, не работат нити угостителските објекти, но сепак денес беше раздвижено, а во централното градско подрачје немаше слободен паркинг простор. Дел од автомобилите, според регистарските таблички, беа од други градови.